Здраво, добро вечер. И самиот почеток, драги мои пријатели и пријателки. Чекај, тука сум. Еве сум, добра. Самиот почеток, први на мојот драг пријател и колега Марко, да му честитам роден ден. Голем да расте, долговечен да биде и уште многу роден дени. Ова синалко кој ми го купил без шекер, не е само она частење, туку јас сум еден од ретките кои избегнува шекер и го запомнил тоа и навистина го сваќам како љубов, чест, другарски, стварно ми направи мерак, што еве вечер во емисијата ќе се фала ти. По мене зеро. Овие пијалоци што не содржат шекер се апсолут. Ке претече? Ке претече. Еликсур бе, еликсур бе. Отпусти радости. Јас лижам само капаче од јогурт. Кога ќе купиш она бурек и кога ќе го земеш она јогуртчено, и го лизнеш и после пиеш. Има уште такви се продаваат? Има. И по трет пат. Марко, жив, здрав, долговечен, среќен роден ден. Особено ми е драго што денеска и керка ми слави роден ден, така што твојов не можам да го заборавам никогаш. Многу е добро, ова ми е подобро од вообичаено. Оти од тебе. Ке ми извиниш од тие блакцата што си донел за колегите. Не можам, затоа што навистина пред 10 години дефинитивно шекерот го изфрлив. Борба за живот. И драго ми е, не ми недостасува, дури и ми смета, искрено да ти кажам. Ретко наоѓам некоја блага работа да со шекер нешто да ме задоволи. И така. Океј. Тоа беше на почеток само честитка за мојот колега. Баже, молим те, гушни го и баци го. Кажи го тоа целосно. Шо целосно? Гушни го и баци го. Гушни ми го и баци ми го, Марко, од мене и кажи му среќен роден ден. Да слушнам, осте го уклучен микрофонот. Океј. Тоа беше приватна работа, емисијата се уште не е официјално почната. Знам дека често се представувам како шалабајзер, најверојатно и дека сум таков, најверојатно и во склоп на мојата емисија која се вика Јади бурек, која треба да асоцира дека е несериозна, дека ништо на овој водител не треба да му верувате, бидејќи е јадење бурек. Бидејќи јадење бурек е гнетење, бутање и крајно небитни работи. Но, драго ми е што еве во моја
25 годишна кариера. 25 freaking години. Вау. За неколку клучни работи испаднав дека сум во право. Сум ги зборал од импровизација и најчесто ми е некаков филинг. Но од каде доаѓа тој филинг? Прво, ја не шетам по кафани, не се проституирам, не бркам проститутки, не ме занима дрога, за жал и алкохол, иако сакам да се напијам, не ме влече, дури заборавам. Што навистина сигурно многу пријатели имам изгубено, затоа што не можам да седнам у кафана и да се запијам. За јадење, ама јадење е толку. Саат, два муабети, драго ми е, супер си поминувам, ама не можам да се запијам. И сурфањето, слушањето, има кај мене една црта карактерна, некоја викаат комплекс. Ја не знам дали е тоа комплекс или не. Може би ќе ја кажам, не сум искомплексиран затоа што комплекс е некој кој страда поради својата неможност, сексуална и интелектуална. Ја не страдам, знаеш, како спијам ѓоа бебенце. Мојот порив е да примам, да слушам и често пати дури и за теми за кои знам дека сум стручен, знам дури и себе да се запрепастам. Абе, што ќутиш? Ти добро ја познаваш оваа проблематика. Не, ќути си, Јанко. Ќути си. И тоа не да се правам будала, туку тотално да го исклучам моето знаење и познавање, за да ја слушнам неговата приказна. Дали тоа било гледач, дали било гостин, и сега капацитетите ми се некако исполнети. Немам толку многу за гости и за јавувања. Ќе ги вратам ја, тоа не е проблем, него што со те што кога ќе дојде момент, а сега многу често од мене се бара да напишам колумна или да напишам или видеоколумна, како што ја имам слушај ваму, и да изнесам свое согледување во врска со некои си состојби кај нас и во светот. Не да се сметам дека сум нестручен, за разлика од вашите високостручни аналитички кадри, кои толку им се потресувавте у живот, од кои 10 за кои ме правеа тешка будала и идиот, од 10 8 се во затвор за тешки кривични дела. 2 се надвор, и тоа се такви ретардирани дебили и будали, на кои новата генерација се уште им дава доверба, ги слуша или што ти ја знам, а најчесто се џандарски душници. Поточно, ја никогаш не бев добар, знаеш, да ми достават материјали. Ми нуделе мене како на сите оние и да изедам трици, нели, во некој слушајте, од оваа партија земале овој преку началникот на оној, еве ми ги документите. Мислите вие дека се тоа сериозни аналитички новинари? Мислите дека се тоа пулицерови? Мислите дека се тоа професионалци? Не. Тоа се обични џандарски копилиња, кои со копилиња од џандармеријата прават рекет, бидејќи тој му доставува и вика, објави го ова, а он го притиска, вика, има уште 10 страни, кои овој не те ги кажува. И ќе му ги каже, еве го Јанко, му дав документите, изеде гомна у емисија, сега нема да ти кажам ако не искешираш. И 99% е така. 10 страни обично нема да ги види. И тоа со врвни имиња, со врвни новинари кои имале и вестници, и медиуми, и така натаму, и така натаму.
и најчесто се рекетари. Ја бев со крстот на чело, будала. Не, немој да ме тешите. Јас стварно не знам тоа да го правам. Јас сакам, ама имам трема. Јас сум крај пуси. Јас стварно не можам. Не дека за парите не би го направил тоа. Ама, како да ви кажам, има луѓе, има мои колеги кои родена мајка ќе ја продадат, а не па држава, партија или деца своји родени ќе продадат, цела некрофилија. И тоа е тоа. И сега, знаеш како, после 25 години кариера, се уште возам кола од 2001 годиште и крв плюкам заради тоа и ми е криво. Ме малтретираат комши, не можам да се го средам ни своето стамбено прашање, а камоли на децата. Живеам у куќа стара 50 и од 54 годиште направен. Немам пари да ја возобновам. И не, уопште не ме теши. Јанко, ти си супер, ти чесен. Ма маршу бестрага за тоа чесен. Како би сакал да бидам нечесен, да изградам хотел, курварник и после да донирам пари у црква. И да ме благосилјат. Не дека ќе го зезнам Господ, не знам шо прејамам, бар ќе се утешам додека да рикнам и цркнам. Значи, не ме бива, едноставно не ме бива. Не ме бива. Не. Но, затоа си седам тука и можам, устава ми е полна со бурек. Ова нокширов мој е преполн вака кипти, ама стварно немам проблем све тоа да излезе од мене. Дури не ми треба мене Петре, Марко, Баже да ми седи и да му држам лекции. Овде кад ја овде шострижам да видам кој што кажал, да го викнам овој од таа партија, па овој пуздар да ги направиме ова. Ништо не ми треба мене од таа. Мрза сум, да, кажете, мрза сум и непрофесионалец и супер ми е. И испаднав управо. И просто, знаеш, седам и гледам и не ми се верува. Викам, добро бе, нити си аналитичар. Ја појма немам у овој момент колку општини има во Македонија. Колку излезеноста. Ја ако не прашам вештачка интелигенција или некој конкретно немам. Или кој е градоначалник на ова или градоначалник на ова. Ја 2-3 градоначалници знам. У држава. Го знам Митко Јанчев, затоа што Митко Јанчев да не го знаеш, тоа исто као Алберт Ајнштајн да не го знаеш. Го знам Дарко Костовски Бутел, кој победи у прв круг. Го знам Орце Георгиевски, кој ќе биде градоначалник на Скопје. Данела Арсовска, ја знам бившиот градоначалник, па и Петре Шилегов и толку. Кој е на аеродром? Немам појма. Немам појма, што вика Радован Тречи. Не знам кој е на Ѓорче Петров. Добар ли е, лош ли е? Појма немам. Не од друго. Не се ни заинтересирувам. Со овие волку. И толку ми е, ајде со овие 2-3, колку да имам некоја представа како од прилика се работи. Бидејќи мене искрено ми смета што Скопје нема еден градоначалник. Видете слики на што личи Приштина. Приштина станува поубав и почист град од Скопје. Зошто? По мене, прва една работа е исто како Њујорк кој има 10 милиона, има еден градоначалник. Еден факинг градоначалник. Ама ние по паметот на Бранко Црвенковски да му аплаудираме од балкон на Венко Филипче. Направивме таква поделба, го сјебавме Скопје на 150 општини. 150 градоначалници, ја појма немам више кои се тие општини. Сте виделе општина Бутел како е расцепкана, па кои се помеѓу, па овој, па оној, па ова. И сега овој му ингеренција, оваа улица, ама оваа не. И оваа ја исчистил, овде ѓубрето не е собрано. Зошто не е моја ингеренција? Овој доцни или е нешто љут? Или оваа не добила? Или појма немам. Ја од новиот градоначалник ќе барам и од оваа власт која сега има апсолутно и да им честитам, морам да го кажам тоа официјално. Почитувани мои,
драг мој народе, ви честитам на изборите. Ова синоќа резултатите беа историски. Значи, не знам сличен пример. Таква победа за една година и на парламентарни, и на локални избори е неспоредливо со било што. Апсолутна власт е во рацете на ВМРО ДПМН, но и одговорност. Да, джигер вадење сега, од сега натаму. Но, зошто и како добија, ја имам една тирада каде што ја мислам дека ќе ве помодрам, има да ви се слоши, има не да исклучите телевизор, не да исклучите рутер, има да извадите бушони од таблата за струја. Затоа што стварно таа тирада, кој ќе излезе од мене, нема да престане. И пак викам, како можев јас да бидам во право? За жал бев во право, уште пред 15 години, кога ви кажав дека името ќе биде сменето, не дека сакам. Ја бев најголем противник против промената на име, но знаев дека ќе биде сменето. Ќе влеземе во НАТО и никогаш нема да влеземе во Европска унија. Тоа се моите 3 постулати за овие 25 години што се однесува до генералната политика и општа за Република Македонија. Дури и СДСМ да останеа на власт, со сета нивна волја и заложба да им ја дадат власта на Дуи и на Али Ахмети, албанците да ја владеат, да потпишат што сакаат, потполно бришење на идентитет, потполно, како што и беа спремни, прифаќање на сите бугарски услови, ние пак немаше да влеземе во Европска унија. Thank you and fuck you, сега тука да не се лажеме. И испаднав во право. Еве бе, 25 години подоцна во право сум. Дали она што го тврдам наназад со децении се покажа неточно. Сори. Но, интересна работа е што пред неколку месеци во онаа моја политичко-пропагандни пораки, кога велам пропагандни, јас сум определен. Само македонска јавност, само во Македонија, новинарот требал да биде неутрален. Знаеш што? На сестра ти неутрален. Кога идеш на утакмица, и јас ке ти кажам, еден навивач и љубител на фудбалот мора да е неутрален. Кога неговиот тим ќе даде гол, ќе вика: браво, фала што дадовте гол. Кога противничкиот тим ќе даде гол, исто треба да каже: многу ви благодариме што ни го дадовте гол. Толку ви е дебилно тоа мислење. Сегде во светот има провладини и опозицијски новинари, медиуми, портали и никој не го крие тоа. Имаш во Америка врие кои се про-Трамп, кои се анти-Трамп. Како нивното новинарство е повисоко од вашето, новинарот требал да биде неутрален. Знаеш кој е тоа? Тоа е чиста комуњарска измислица. Истата реченица од истите ретардирани дебили кои се сега, нели, оние кои одлучуваат што требало да се објави, што било, знаеш, оние вистиномери, метастази, метаморфозис и слични соросписки срања кои више од Сорос не земаат пари па од Европа сега. Уште некое време, уште малце. Велат, судски одлуки не се коментираат. Сестра ти се коментира, не па судски одлуки. И само кога ќе отвориш. Сега само да напишам. Протести пред судови заради судски одлуки. Во Америка, во Британија, во Франција, масовно. Дали било за абортус, дали било за вакви права, дали било за онакви. Да ви покажам. Емисии со часови по 20 актери, политичари, стручњаци, што сакате, социолози, психолози, дебатираат на одлуката што ја донел судот.
Ама Јанко, тој е уставен суд, тој е заопшто за сите ово на ваму таму. О.Џ. Симпсон. Колку емисии правеа после судењето кога го ослободија О.Џ. Симпсон, правеа уште да докажат дека судската одлука била погрешна, дека он сепак е убиецот на неговата сопруга и така натаму и така натаму. Како они у демократија можат да дебатираат за судски одлуки, овдека и тоа вака седнат крсноде. Ве молам, почитуван гостин, судски одлуки не се дебатираат. Ја седам вака, не ми се верува. Копил, вака, мрсул ми течеше од носот, работев на 103 и слушам, викам, не ми се верува. Како бе не се дебатира? Се дебатира се што е јавен интерес. Every fucking јавен интерес се дебатира. Се дебатираат суди, се дебатираат нивните одлуки, се дебатираат адвокати и обвинители. Сегде во светот. Тоа е fucking демократија. Не е несовршена, ама за подобар систем немаме. Сечки одлуки не се коментираат. Зошто? Затоа што им одговара да не се дебатираат. Затоа што го контролираат судството. Затоа што нивни луѓе се тамо. Знаете ли колку изминативе, еве, од 21 градоначалниците ВМРО ДПМН најдоа криминал со се доказни материјали доставени до полиција, полиција ги доставува до јавно обвинителство и чека налози за апсење. Стојат. Зошто? Зошто не се процесираат? Затоа што се нивни луѓе, затоа што се ставени во јавно обвинителство. И има една многу факинг трики ситуација, кај што вие кажа Мицкоски, најпринципиелно. Мицкоски, ти си власт, направи смена, затоа ти избравме. Он прави смена, доаѓаат мешетарите од Европска Унија и имаш извештај. Нели, пошто треба да влеземе во Европска Унија, мораме да имаме позитивни извештај. Ако не влеземе, барем дека судството и дека демократијата во земјата се развиваат во правилен правец. И сега, он добива првен извештај добива. Имате корумпирано судство, имате корумпирани институции, имате нерешени криминални ситуации. И добро, корумпирано судство, што можеш да направиш? Да смениш корумпирани суди, да извршиш притисок. Така е. Така, арно, ама у моментот кога ќе се обидеш да направиш промена и да направиш притисок, одма стигнува извештај. Власта се меша во судството. И нормално, рипаат тогаш и руси, и кинези, и французи, и американци. Не може една земја да не реагира на притисок од меѓународна заедница, која те притиска и вика, ало, вие сакате да сте дел од Обединети нации, сакате дел од светов, ваму анархија, не сакаме. Добро, чим не сакате, окей. Бидејќи ќе ти го затворат, ќе ти направат, еве сега као Србија. Сега да имаш, Србија е под санкции, нафтената индустрија, 3 месеца. До јануари отварајте бензински пумпи близу српска граница и потоа летоска да окапете на Малдиви. Што да ви кажам? Судската е одвоена од власта. Не е точно. И судската е дел од власта. И затоа правиме избори. За која ќе дојдат избори. Не сакам бре ја опозиција да ми го држи судството. Сакам луѓе од власта кои сум ги избрал, на кои имам доверба, они да стават своји луѓе. Ако не чинат, новата власт ќе ги смени. Нека се почувствуваат и тие дека не можат да работат како сакаат и што сакаат. Бидејќи целата власт, џабе губи СДСМ, џабе губи ДУИ. Кога ништо не можеш да ги уапсиш, не можеш да им ги земеш криминално за собраните пари, не можеш да ги гониш за криминалот за крадење пари. Ми зборите Кина,
ги стреља оние што крадат, економски криминалци. Океј? Изволте бе усудство, фати ги и осуди ги. Влези у јавно обвинителство. Што е таа фиока? Таму да не си пипнал. Како бе да не бе? Нема да пипнеш. А оваа фиока, таму може. Таму се само не бањати. Овие бањати не се рчкаат. Ама види колкави купишта 5 пати повеќе има криминал овдека. Ти да не јадеш трици. Гледај таму и ќути. Многу е просто бе. Е како? Само со упорност мора да им истече мандатот, а ние мора да воведеме она што јас не го сакам во демократијата. Колку и да ми е добар, еден премиер да ми биде 3-4 мандата. Па очигледно е тоа потребно. И нам ни треба некој Вучич, некој Путин, некоја Меркел. До сега како ни вика? Не бе, 4 години доста му е, менјај го. Како молим? Како Меркел 15 години? Како Путин 20 години? Како Орбан толку? Макрон не може да го сменат, види го. Цела деценија. Меркел требаше да почне да се тресе, да ја откажува тело за конечно да се повлече. Деценија и пол ја водеше Германија. И нам ни треба. Зошто? Затоа што тогаш можеш да направиш реконструкција на подобро. Ама апсолутна власт апсолутно се корумпира. Што се случи, другари? Упс. Проблем? Дојдоа да ме стрелјаат? Еве. Што е бе? Ај, пукајте. Ајде. Што? Што е? Што бе? Мислиш дека ти се плашам? Абе искачај од таму на клоци да не те дигнам. Тргни бе тоа пиштоло да не ти го пикнам кај што сонце не фаќа. Мене си нашол. Си нашол мечка со решето. Пред 15 години може имав страв за живот. Сега, I don't give a fuck. Иди, почасти го кафе, остави го кафе, нек се напие кафе. Да. Од мене. Кај ми е сокчето? Синалко. Само ја имам Синалко зеро. Немој да претечеш. Каква е оваа роденденска вака, експлозивна. Дечки, чисто да видиме каква е ситуацијата. Знаете што? Ја ово што го зборам не е нешто оригинално, ама ти го збор... Народот го прави ја ово што го зборам. Не дека мене ме слуша. Народот го менува. Зошто го менува? Затоа што има доверба во овие. Прво, има доверба дека ВМРО-вците нема да играат толку валкано како претходниве. Дека не се предавници како претходниве. Колку и да се, колку и да имало недорастати. Дали тоа бил Љупчо или што ти ја знам. Се е тоа во право. Но, генерално, ВМРО у свеста на македонецот, на страна тоа историски, туку оваа опција е нешто што вложува и прави. Како бе после 7 години не мрдање, ни на пат, ни на автопат, ни за една година донесоа 6 милиарди, 5,5 милиарди и 25 километра од автопатот Кичево-Охрид е направен. За 7 години не беше направен ни милиметар. Како правеше оној црнецот? Народот, ни една партија не му е по кеф. Тука немам двојба. Ни ВМРО, ни Левица, ни една. Но,
Има една работа. Имаш право на глас и гласај. Што ќе направи со ливчето е твоја работа. Важно да не го оставиш укочаното. Тоа е демократија. Не пафтам со прстот, си знаете, доволно сте големи. И затоа им честитам на сите оние кои излегоа. Го имаме компјутерот? Хајде да го видиме. Ова е Македонија, не можам да го избришам ова северно. Ево вака, го штикле. Помалце се гледа или вака помалце се гледа? Вака. Добро. Или вака само да ставам. Македонија. Македонија, технологија. Ова се изборите резултати за градоначалник по општини. Портокаловото ви е ВМРО, синото ви е да ти е мило да бегаш. Значи, пардон, коалиција ВМРО ДПМН 53 градоначалници. Коалиција Влен 9 градоначалници. Коалиција СДСМ 8 градоначалници. Влен има повеќе градоначалници од СДСМ. Веруваше ли некој во ваков пат? Или она коалицијата на Дуј, 5 градоначалнички места. И Чаир го изгубија. 53. Ке има уште во втор круг, бидејќи сега пак да се навратам, зошто е целава моја тирада, Јанко беше во право. Знаеш што, јас си јадам бурек, бил во право или не, времето ќе покаже. Така е. Така е. Еве го. Да видиме што ќе покаже. Слушај ваму, тарадададана, слушај ваму, слушај. Шуп. Не бре. Ова се моите изданија. Ева овдека, гледај се. Не е прашање, чекај, овие се поновите, да идеме. Бугарија ќе дошла на власт, облакодерг во Дубај гори, не ме чуди во Демировичка сведоштво, манастирите се нашиот идентитет. Орце Георгиевски, новиот градоначалник на Скопје. Оп. Кога го напишав? Дојдовте во уште едно издание, слушај вамо. Оп. Кога е направено ова? Пред 3 месеци. Значи, нели? Чекај, Орце уште не е станат. Али јас сум убеден дека ќе биде нов градоначалник. Чекај, ми опонираш? Вадиме пара. Ќе биде, нели? Колку ставаме? Влав стиснат, бе. Извади 500 чеко за укладилница. Хајде, 100 Може ли? Зелено 100. Немам зелено 100, имам 2 кафеави пеешчиња. Еве ги. Еве ги, на маса. 100 дека Орце ќе биде градоначалник. Стави 100 дека нема да биде, ајде. Океј? Дај го компјутерот нека стои у кадар, симни се доле и остај ги парите и ќе стојат овде на камера. Еве ќе ти ги давам ти да ги чуваш. Не ставаш ти пари, бе, што си сигурен дека ќе изгубиш. Не ставаш ти. Има ли некој? Еве, 100 ставам, 100 евра ставам, Орце е идниот градоначалник. И го направив тоа пред 3 месеци. Така? Така.
Да, пред 2 недели видовит. Дај на дланка да ти гледам и да ти стиснам желба у кафето. Да, само треба да лизнеш после прстето од кафето, остатокот. Мјау. И пред 2 недели напред. Не е прашање. Дај го компјутер. Не е прашање. Дали ќе победи ВМРО, туку со колкува разлика. Океј? Чекај, има уште една. Има. Чекај. Сега. Еве уште една. Шо вика ова? Упс. Зашо ми прави вака? О, Боже мили. Еве го. ВМРО ќе освои 50 градоначалнички места, а чат GPT вели дека може да бидат и преку 60. Август 25. Чат GPT малку сгреши, а јас погодив. Пази, во август месец. Од кај ми мене податоци? Појма немам. Ја у влада не сум влегол. Мицкоски престана секоја комуникација со мене, барем медиумска, пред едно 3-4 години. Така, Луке кажа, да не се овакво. Сигурно заслужено. Не се. Сакам да... Иначе да се видов со, окей, поканет сум кај него, само не ми дава да дојдам у влада. Пред 2 месеца чат GPT вели дека може да бидат преку 60. Океј? Ај сега да го прашаме чат GPT што вика. Што да го прашам? Дали орце кирилицо преđи на другога? Дали орце кандидат на ВМРО локални Скопје ќе биде избран. Еве, дури лоша реченица, намерно, за да он проба да спои. Значи, не точно лекторски, како што го прашал, например, кога би ми бил гостин го прашал. Се извинувам, дали вие мислите дека Орце Георгиевски, сегашниот градоначалник на општина Кисела Вода, ќе победи во вториот круг и ќе биде новиот градоначалник на Скопје? Не, ја тотално му напишав како Јода. Дали Орце, кандидат на ВМРО, локални Скопје, ќе биде избран? Нек се мучи. Значи, да, Ѓорѓиевски во јасна предност, има добра шанса. Не можам да гарантирам дека ќе биде избран веднаш, бидејќи треба да се види дали ќе го надмине 50%, мора и во втор круг. Исходот зависи, ако сакаш можам да проверам најсвежи податоци. Ајде, да. Провери најсвежи податоци. Значи, Орце имал 39,49, Амар имал 13,2, ниеден кандидат не доби потребно мнозинство преку 50%, ќе има втор круг. Сакаш да провериме последна анализа и прогнози? Да. Ja, te molам, ja. Ви иритирам, а? Тоа е добро. Тоа е добро. Бидејќи оние што не ви иритираат, мене ме иритираат, гастритис ми создаваат. Да, подобро да сум идиот и дебил кој што сум, одошто да сум ко тие вашите. Еве неколку забелешки за шансите на Орце Георгиевски да победи во вториот круг. Тоа не е гаранција, но покажува трендови и фактори кои може да влијат.
тој има значителна предност во првиот круг, останатите кандидати имаат значително помал удел, што значи во вториот, ако ги мобилизира своите поддржувачи, привлече дополнително, има добра позиција. Во ситуација двајца во финале, ако се стигне до втор круг, често ќе прават коалиции, префрлање на глас. Тој не ја помина границата, излезеноста драматично може да влијае ако поддржувачите кандидатите, политичките стратегии, кампањи. Не. Сакам ти да шпекулираш и да ми дадеш краен одговор без грижа дали е точен или не. Кој ќе биде градоначалник на Шкуп? Мяу. Разбирам што бараш, чиста спекулација без Орче Георгиевски неверојатно ќе биде новиот градоначалник на Скопје. Има убедлива предност прв круг, опозицијската енергија е на негова страна, последниве изборници, левица иако расте нема доволна база, не може да надомести 25% разлика. ВМРО традиционално е силна во повеќето урбани делови на градот, тако ја задржи излезеноста, резултатот. Добро, окей. Направи ми споредба избори 2021, 24, 2025. Излезеност по партии и гласови за нив. СДСМ, ВМРО. Табела. 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 Абе табела. Абе табела. Табела. Дај ми табела без филозофии. Само бројки. И не јади бурек. Значи, 21 локални избори, излезено 49%, ВМРО 39,7%, СДСМ 39,6%, парламентарни 24%, ВМРО 44,6%, СДСМ 15,8%, локални 46,5%, 41%, СДСМ у проценти 18,4%. Ај провери дали се точни, оти знам дека СДСМ има послаб резултат од парламентарните. Сега. Ме интересира дали е така. Леле, пак филозофира. Абе, бројки давај ми, не ми збори. Не можам те читам. Табела, бројки. Ако не, ќе правиме кај Грок, ќе видиме. Ајде! Ништа, Грок. Ај, чат GPT многу педерски се понаша. Чекај да видам. Локални. Не може ни да извади за 20. Бог да чува. Бог да чува. Глеј како грешат, како катастрофа. Грок. Во текси со изборите во МКД, да, не. Абе, што thinking, да или не?
Јас сум го стел на крок 4. Да, во текстум локалните избори Северна Македонија се одржаа вчера 19 била мирни. Владината коалиција ВМРО води во 54 од 81 општина. И овој не знае. И овој. Бидејќи чекај да го извреđам. Море, глуп. Ај провери. Бидејќи не е 54, ја би сакал и да е 60, ама не е. 53. Чекај, Грок 4, не. Ајде со fast response да идам. Побрз беше, бе, попаметен беше. Мислам, побрз беше, дефинитивно. Мјау! Катастрофа, неинформиран си. Дај ми 30 секунди да извадам точно да бело. Ајде, плюс број на гласови. Ајде да видам што ќе. Извини, ако ти изгледам, провери изборите вчера 19. Како бе 54 кога се од кај извади 54 кога се 53. И не се лигави со извини, грешка, проверив, мислев, јадев бурек. Извини за грешката. Глеј сега, вика. СДСМ има све погрешно, дуи води во неколку, во втор круг има 30 општини. Бог да чува, Катастрофално лошо. Грешки. Ужас. Лаги. Манипулации. Делулу. Мислиш му се плашам? Абе, ајде. Барај резултати. 21. Еве и ова. Колку гласови 21? Имал 280. Леле, све од погрешно по погрешно. 21 победи, ама као тесна раз... Леле, катастрофа. Слушни, разбирам дека си бесен. Грешките во броењето на општините се сериозни ако не се манипулации, туку од ажурирање на подеците во текот на ноќта 54 на 53 се врати на 54 според најновите. Кај се вратило, бе? Кај се вратило, бе? Кај се вратило, бе? Еве ти го. Сега ме нервира, сега ќе се расправам со него. Кај е принт скрин? Чигерот ќе му го изедам. И заглај. Абе, јас сум Сара Конор за вештачкава интелигенција. Братучет, џабе и масити, све тоа, не бре, ова суши, лаже, али шта дипли спие на тава нима вошки. Катастрофа. Океј, значи,
можеме да се задржиме на овие податоци и ќе одиме да видиме со, знаеш, ако ништо друго, зини усто, фалиме. Анета Баздагова, добро вече. Лепи, како вика, невидено глупси, просто невидено глупси. Леб и мајонез. Добро. Чекај, сега ќе му отидеме да го видиме профилот, да му кажеме фала. Да му кажеме фала. Леби мајонез. Леби мајонез, фала за глупсум. Чекај да видиме. Лепотане, кога вака ќе стигне од некој како греота дете, но ама сега што да правам. Види, јавно коментираш во емисија, така што, еве, тој си. Браво. Браво, браво, слушај, да ме пофалеше, ќе беше најголемата навреда на свет. Ама затоа, нели, среќа, па те имаме тебе паметен, па најверојатно, вика, има само 5 пријатели, а не, 5 имаме заеднички. Аха, добро. Добро. Ако, мора да е попаметен, види го. Мислам, дише со памет човеков, свака му част. Фала ти многу за навредите, супер ми дојдоа, одлично. Чекај да видам што ми прави. Колку не знае храна из маркета. Бре, кој да не знаевме. Колку не трујат со храна од маркетите денес. Мјау. Мяу. Што да му напишам? Фала. Како? Да иде на пазар. Така ми рече? Не, овој што ми рече дека сум просто невидено глуп. Да те поздравам и јас и емисијата. Од кого е комплимент ми е. Ти да си направиш муабет со него. Неќам ја не сум за слободна машка љубов. Знам. Така сите педери викаат, ела на муабет и после ти си знаеш. Проба неколку пати со мене, не ти успеа. И сега љуци. Не, и не можеш. Добре, види, нема коментари ништо на темава, нема некој прашање да постави. Еве го, и порака ми пратил. Најглуп новинар си, дај Боже да те снема, смрдеш. Не, ќе му кажам фала. 1, 2, 3. Еј, ме снема? Ти се направи сега кефот, ме снема? Па макар и педери биле. Што да му напишам? Сум. Сум? Како? Што рече? Ништо, те слушнав, ама не те разбрав што кажа.
утебно, не. Не му пишувам такви работи. Ке си дае многу назначење. Чекај, да му пратам срценца, љубов. Може вака? Види. Срцки. Да. Да. Леби мајонез. Лебе мајонез. Не го ни пријавувам, ништо. Чекај, Коце ми пишал, бе. Не знам кој Коце, некој си Коце. Во нашава држава има 3 власти: законодавна, извршна и судска власт. Законодавната и извршната власт се бираат на избори. Зошто тогаш не се избира и судската власт? Например, кога се локални избори, да се бираат и судии во општините. Тогаш ќе видиме како ќе судат и како ќе работат судиите. Управо ли е Чајков? Коце? Мене ми се свиѓа, зошто да не ги бираме судиите на избори? Достоевски еден збор за словените. Кај ми ги наоѓа словените сега постизборно? Жените ги праќате на тимбилдинг. Убаво да си поминат. Со колегите, колегијално. Добро, не е тоа поентата. Коце, фала ти баше за размислување ова што ми го испрати. Зошто не се бираат? Why? Tell me true. Tell me why was Jesus crucified? Was it for this that he died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Чекај, пошто сум многу глуп, ајде да му ја пуштам ова на леби мајонез. Од пред 2-3 месеца. Колку ќе освои? Кој? Може? Може. Океј, драги мои пријатели и пријателки, здраво, слушај ваму. И ме немаше малку трчав по болници, малку по плажи, малку по женами, па после она ме бркаше мене, па пак по болници, затоа што ја ја бркав неа, она мене и така натаму. Си шегувам. Живи и здрави. Туку имам посебна инспирација за ова издание, и ќе се обидам да го направам што е можно пократко, но имам текст да го прочитам, па не знам колку време ќе ми одземе. Имено, приметувам сега дека веќе почна дел од албанскиот блок опозицијски почна да вадат македонски знамења, да ставаат албански, провоцирање на утакмици, ова, она и така натаму и така натаму. Тоа само покажува дека е започната веќе кампањата за локалните избори кои се закажани за октомври, 19 октомври. Како и да е, треба да ви е јасна една работа, каков ќе биде исходот на сево ова
Не ви е јасно. Па ја би сакал да ви објаснам како би било. Но кој фактор сум јас, така? Сега, некој ќе рече, абе има анкети. Сега, ако анкетите покажуваат многу во корист на ВМРО-ДПМН, биле платени. Ако покажуваат во СДСМ, па не се ни нормални и тие се платени, но се нереални. И за да многу не се препотувам во цела ова приказна, ја не се обратив ама никому. Не се обратив ни на амбасади, не се обратив ни на центрите за контрола медиумска што ги имаат и ВМРО и СДСМ и опозиција, диспозиција и ваму и таму и така натаму. Небитни се сите фактори, битно е она како што се согледува. Имено, знаете ли дека денеска вештачката интелигенција ги собира валидните информации од валидни портали, значи не може да собира она од Јанко Јади Бурек што кажал кога е невалиден. Зошто? Па нема диплома за статистика. Но затоа се што било од Брима Галупоците и така натаму, како и некои акценти, ги има проучено. Јас најнормално го прашав, колку градоначалници ќе има ВМРО ДПМН на следниве избори. А зашто ме инспирира? Затоа што еден профил на X, бившиот Твитер, напиша дека ВМРО ДПМН ќе има 49 градоначалници. Имено, знаете дека освои 41 пред 4 години. 41. Но во меѓувреме ја доби и власта и откако ја доби власта, градоначалниците на ВМРО ДПМН се покажаа како изворени. Тука сакале, не ќеле, фалеле, не фалеле, купено, продадено, тоа неоспорно. Секако, кредитите кои ги зема, ги пуштеа парите локално, значи не да се гради само нешто центар Скопје, туку да се гради, да почувствуваат граѓаните ни цела Македонија дека оваа влада пушта пари за нивни потреби, да градоначалниците нешто направат добро за граѓаните. И тоа се гледа. И тоа се значи не е само Кичево, Охрид, Скопје, Тетово, Гостивар, патните правци, експресните, не знам, за Кавадарци, Неготино, Прилеп, Битола и така натаму, туку се гледа и по општините за проекти, не знам дали е Кисела вода, дали е Бутел, дали е Битола, дали е Штип и така натаму. Штип огромна болница ќе се гради, у Кичево ќе се гради огромна, и да не набројувам, но сето тоа небитно. И сите работи делуваат, влијаат и на јавното мнение. И сега, ја можам да бидам како демохристијанин, да бидам наклонет на една или на друга опција, и сум, бидејќи јас сум политички определен, не сум неутрален. Но сакам да ја знам реалноста, затоа што ја не сум Спасов, па да викам, готово, победуваме. Сите избори, он ги вади анкетите, готови се ВМРО, готови се. Како ќе извади он готови се? Едно време го хејта, после викам, чекај бе, човеков колку повеќе лаже, толку ВМРО добива повеќе. Оставите го, стварно треба ваков. Ја не ми е јасно како мислат дека со лажење може да направат нешто. Многу се разборе. И се обратив на вештачка интелигенција. Значи, постојат неколку вештачки интелигенции со кои може да разговарате и да им дадете контекст. Значи, контекстот да го разгледа како било претходната власт, како било на локални избори и како е денеска после сите овие успеси да е едно согледување. Во овој момент по мене, иако можеби најмногу вложува Елон Маск во неговиот грок или неговата вештачка интелигенција која граби напред абнормално, но еве да бидам неутрален, отидов на чат GPT, Altman, Геј, значи, ајде да речам по-лево ориентиран, но вештачката интелигенција не можеш да ја насочиш лево или десно. Она е по дефолт направена да ти даде што е можно поточни одговори, не ги измислува, но анализите кои ги прави од релевантни извори. Дали се тоа домашни, македонски или странски, не знам, сигурно пребарува сегде и се што. Но, јас го прашав, колку места ќе освои ВМРО ДПМН на следниве избори. Нормално дека првиот одговор е, не знам, нели, фере, не можеме да предвидиме иднината, ово, она. Но му побарав да шпекулира
врз основа на податоците кои ги има со статистиките наназад. Па го добив и не е 49. Ситуацијата е многу полоша. Многу е полоша. Ама за опозицијата. Гледайте во. Нема официјални предвидувања колку градоначалнички места ќе освои ВМРО ДПМН на локалните избори 25. Сепак, базирано на денешните московни анкети, општо перцепирано економско подобрување, можеме да направиме објективна шпекулација. Според анкетата спроведена 1 август 25 на Market Vision, ВМРО ДПМН ужива широка поддршка со 52,8 од избирачкиот корпус, додека СДСМ и ДУИ се далеку задни со 11,3. Овој број укажува на доминантна популарност која може да внесе во локалната изборна битка. На локалните избори 21 ВМРО ДПМН освои 42 градоначалнички места. Јас се извинувам, реков 41. Мио ступидо, меа кулпа. Доколку ја земеме во предвид оваа анкета и фактот дека партијата презеде конкретни економски иницијативи и така натаму. И да не должам шпекулирам, пошто вие сами може да се пребарате денеска, на сите ви е достапна вештачката интелигенција, ВМРО ДПМН би можел да освои од 45 до 55 градоначалнички места од вкупно 80, вклучувајќи го и градот Скопје. Нивната длабока предност во популарност комбинирана со активна кампања, економски успеси, создава можности за достигнување од 60 плюс места, доколку има добра мобилизација и стратегија по општини. Дечки, да им кажам, колега, ако сакаш, да, тука у ходникот горе, да, отвори тоа, бушоните за струја, исклучи ги. Абе, крај на програмата. Ама не ме гледај, не ме гледај, исклучуј. Пријатно. Чао, ragazzi, finito, auf Wiedersehen, goodbye, auf Wiedersehen, dankeschön und bitteschön. Ете, пред неколку месеци, малку поразбран и малку пофокусиран со ChatGPT, ми даде убава анализа. Ја предвидував 50, ВМРО-вци ја вика 40-45 оптимистички. Значи, не беа премногу големи оптимисти, ја бе поголем оптимист заради вас, спрема она што вие го говорите, вие го кажувате. Добив само една интересна сугестија, ја не ја разбрав, баш може и ти да ја разбереш. Ми вика, зошто не искоментирав Дуи што се изнапил вода. Еве вика, не кажа ништо за Дуи што лапна вода. Никола Парулевски вика, ај да не гњавам. Никола Парулевски, ако не гњавиш, животов не ми е исполнет. Не кажа ништо за Дуи што лапна вода, ај да не... Чекај, дали му е ова... Да, абе дај гњави, кажи ми што е тоа за лапна вода? Мунир Шаини. Јанко, кај си бе, цар си? Чекај да го поздравам, царов мој. Поздрав, царе. Хрватска у финал. Која година е ова? Што е ова? Јануари 30. Добро, не е нешто активен. Поздрав, друштво. Фала. На здравје нека е. Ако бе, фан базата си ја поздравам. Ги прикажа? Па да ги пофалиме, шо? Немам. Шо е тоа шо лапнала вода, Дуи? Да го прашам Грок? Што значи Дуи лапнал вода?
Не, више не разговарам со никого, само со вештачка интелигенција, па и најпогрешно говори да ми даде. Дуи лапнал вода е народски израз од македонските политички жаргон, што буквално слише, значи, дуи зграби вода или дуи пи вода, каде дуи партија на Демократска унија на интеграција, водена од Али Ахмети. Што значи? Лапнал е диалектички облик од лапна, да лапнам, што значи или ќе загревува нешто со уста често. Овде е метафора за ништо или едва и нешто. Во контекст на избори, значи дека дуи освоила многу слаби резултати, само неколку општини во албанските подрачја, како Тетово или Гостар, каде сепак водат генерално само вода без суштина, без поголеми победи надвор од базата. Во неодамнешните избори контекст, од ДИК 94 обработени гласи, дуи има само во 8 општини. Чекај да видам. Добро, фала ти што ми кажеш, ама не ти верувам, да си видам. 5 општини. Влен 9 општини, а Влен е коалиционен партнер на ВМРО. Да. Чекај, чат GPT ќе го прерипаме. Колку општини ќе има втор круг? Бидејќи, како што ви кажа и Лепи мајонез, јас сум многу глуп, па еве си прашувам. Сигурно он знае. Според најновите прелиминарни ДИК, втор круг ќе има во 26 општини. Во оние каде ниеден кандидат не собрал мнозинство и така натаму. Директни победи ВМРО ДПМН коалиција 33 општини, СДСМ 5, абе како 33 кога се 53? Му пишав, му пратив слика од... Сега ќе рече, извини, моја грешка, ми се гади од тоа. Извини за претходните неточности, податоците се ажурираат во реално време. Според ново пребројување, според твојот скриншот на коалиција ВМРО ДПМН. Втор круг ќе има во 26 општини, каде никој не собрал. Клучни примери Скопје, Ѓевче, Петров. Добро. Ока. Колку уште општини има најголеми шанси да освои ВМРО ДПМНЕ? Тарататататата. Катастрофа. Катастрофа. Ти си болен. ВМРО изгуби во центар. Победи во аеродром. Зошто лажеш, сушиш, алишта диплиш, спиеш на таван, имаш вошки. Многу лажеш, брат. Сите резултати ти се
погрешни до 1. Абер немаш. Како викаш ти, баже? Врска немаш. Така викаше? Јанко? Појма немаш. Појма немаш. Не, батале. Не ми дава нешто од полошо за ВМРО или така натаму. Погрешно ми дава и за ДУИ, и за СДСМ, за сите. Века, 33. Добро. Вкупно, Бог да чува. Океј, мило ми е, со здравје. Абе, левица има поише од СДСМ. Ајде, катастрофа, Абер нема точно да премери. Чекај да го прашам Копилот. Копилот е вештачка интелигенција на Microsoft, која се покажа до сега. Инаку, да знаете, што год да разговарате, огромни се шансите да измисли одговор. Да не провери точно, или ако провери, вратиме се да ти кажам, знам како греши. Значи, ако не прочита убаво, од брзање, ќе измисли нешто од прилика. И тоа е најлоша варијанта. Помалку лоша варијанта, но исто ужасна, наоѓа некаков кеш, апдейт, например, од пред 24 сати. Да речеме, вчера, во 19 часот, резултати. А до 12 часот имаме потполно нови. Овие што ги гледате вие, реални. Резултати за градоначалник во општина Уживо. Молам, режија? Значи, ова е државна изборна комисија. И идете. Избори за совет на општини. ВМРО ДПМН 58 советнички листи. Тируриру. Избори за градоначалник на Скопје, кој колку освоил. Каја Шукава 11,50, Амар 13,19, Башким Бакиу 12 од Влен, Орце 39,42. И оваа Тортевски 777. Тортевски е од твоја партија, кој е тука дојден само да собира гласови, кој ќе ги насочи, мисли дека овие што гласале за него, утре ќе гласаат за СДСМ. Ништо друго. Океј, но он си знае зошто и како. И гледаме, другиве се стварно маргиналци. Не се, и што имаме уште? Избори за Совет град Скопје. Левица има 11,83, повеќе од СДСМ, кој има само 10,59. Влен има 11,77. За сосема малку помалку од Левица. Коалиција Зелена иднина 0,67, ВМРО Твоја Македонија од ВМРО ДПМН 35,16. Што значи Скопје ќе си одбере добра опција, затоа што стварно му треба едно добро перење, чистење и средување после целава оваа опозицијска анархија овие години наназад. Види, да, Данела беше избрана од ВМРО ДПМН, но она работеше само една година и потоа престана да работи со ВМРО ДПМН, работеше со ДУИ. Крај на програмата, ДУИ, Левица и така натаму. Тоа е нејзин избор, морално-етички тука немаме што да судиме, можеме само да си гласаме. А по мене градот настрада. А мислам дека можеше да биде
историски најјаката градоначалничка да играше паметно со власта. Но добро, која ја избра, која веруваше во неа. Но тоа е тоа. Ние живеана нација сме, ние се сеќавам, истата приказна беше со Љупчо Ѓорѓевски. Што беше? Не живеа, брада. Тоа е тоа. Туку, Копилот да го прашаме. Колку партии не. Избори 2025 Македонија, колку влегуваат во втор круг? Вчера добивав многу попрецизни податоци. На локалните избори Македонија 2025 не ме држиме неокадар, не биди геј, не биди геј. На локалните избори Македонија 25 во вториот круг влегуваат 33 кандидати за градоначалници и исто толку општини. Првиот круг се одржа 19 октомври, вториот закажан. Во првиот круг 44 општини добија веќе градоначалници. Сигурен си дека само 44 добиле во прв круг? Не, знаеш што, да сум дома, ќе го дрочам до 5 сабајле, додека не влезе во луп или ме избанира. Ај провери, оти ова е лага. Ти си во право да се сомневаш според најновите податоци на 44. Според најновите податоци во првиот круг локални избори победници се прогласени во многу повеќе од 44 општини. ВМРО-ДПМН 53, Вреди 9, СДСМ 8, Национална алијанса не можеш да ми најдеш кога првата реченица ти беше крајно неточна и лажна. Благодарам, овој па Microsoft е со благодарам што ми укажа на грешката. Сакам да бидам прецизен и корисен. А и сега прецизно влегуваат во втор круг. Да. Во кои општини? Да. Скопје, Куманово, Тетово, и пак лаже. У Куманово е избран. Како бе Куманово? Максим Димитриевски е избран или?
Оди во втор круг. Добро, Microsoft беше во право. Колку има шанси Максо да победи? (37), Горан Стојковски независен 13,9. Следни кандидати са Мартин Костовски да само 5. Само 5,7. Па добро. Однапред, честитки за Максим. Добро. А проценка која партија, кои општини ќе ги добие во втор круг? Слободно шпекулирај. Ми се потрошија, не можам више да го прашувам. Така, ВМРО ДПМН има фаворити во Кичево, Вевчани, ТРЦ и Брвеница, СДСМ во Куманово, Бог да чува. Струмица, па Струмица изгубија. Добро. У Струмица, добро. Струга, Сара и Чаер, а Чаер го изгубија, а Рачино, ова веќе почнува да измислува. Да, ама му реков, нели, да шпекулира, да предпоставува и цитира филм. Океј, овде сум јас крив. Како и да е, чекај да видам. Снежана не ме фали, не те пуштам у емисија. Доста беше. Заев кога ќе дојде на СДС, ми ја уништи, кога дојде на СДС ми ја уништи, мама да... Па не е само Заев. Никола Пулевски ме испровоцира на Охридски и значи го обра Бостанот. Пијал вода. На Охридски пијал вода. Добро, ми објасни. Фала ти. Океј, тоа е тоа. Зорце Георгиевски ја предвидов, еве има втор круг, не знам дали ќе доаѓа, најверојатно неговата кампања се сведе на, уште не сме за пуштање, неговата кампања се сведе О, како е лепо бити глуп. Коса гори испод шлема, ваѓамо се по прашини. Добра песна беше и тоа таман се појави кога отидовме у војска ние. Лези, диг се, устај, седи. Лези, диг се, устај, седи. О, како е лепо бити глуп. Не, фала му на дечкото што ми рече дека сум спектакуларно, што ми испрати порака дека сум спектакуларно глуп и смрдеш, а еден ми пише дека нозете ми смрдат или што ти ја знам, тоа вчера, завчера беше. Стварно, викам, ја сум ви искрено благодарен, бидејќи комплимент која ќе добијам од вас такви, тоа е стварно ме уништува, депресија ме фаќа. Така што фала ви, жив доказ дека тоа што го правам, добро го правам. Предвидувам дека нема да се случи никакво изненадување, дека Орце Георгиевски е идниот и новиот градоначалник на Скопје. И ќе биде добро, затоа што опозицијата све живо и диво, шуто, рогато и сакато ќе ангажира, ќе се обиде да ангажира, да го анимира, да излезе, да гласа против Орце. За било кој. Само да биде против Орце.
Амир стартуваше многу вулгарно, ги нарекуваше луѓето, имам на твит, негови твитови ги читав, кај што ги нарекува стока, вакви такви ги навредува. Сега, нели, кога почувствува дека може да излезе сериозно во игра, ви благодарам на сите, прекрасни сте, јас ве сакам, одма духот на Тоше влезе во него. И тоа е окей, ама гадни се социјалниве мрежи, пошто има едно принт скрин и све се памти, и све после на нос ти вадат. Затоа бидете внимателни, лесно е да направиш навреда, ама после утре кога ќе побараш, као Стевичот кога ќе побараш гласови, цел живот плюка по сите и после види тоа што јаве сите ве сакам, гласајте за Тортевски, не гласаме. Сакам да ви кажам дека добро е да излезе опозицијата во што поголем број. Они се надеваат на албански гласови, но јас мислам дека албанците си прославија вчера со чочеци, влем, журка убава на Скендербек. Овие што дојдоа за гласање за Дуј, веќе се во авионите и фатени назад за Швајцарска, така да нема да биде. Останува Скопјани, дали сакаат да си продолжи статус кво, како што беше досега, или сакаат промена човек кој ќе направи разлика. Зошто ќе направи разлика? Еве, и да немам доверба, а имам, во Орце лично го познавам, знам колку е добар и хуман човек и исполнителен. Она што мене ми дава надеж е што зад него, покрај тоа што застана премиерот Мицкоски, најбитниот човек во државата по мене во моментов е Александар Николовски. Зошто? Затоа што најголемиот дел од парите он ги располага кои ќе се распределат по општини за инфраструктура, за патишта, за железници, таму се најголемите пари. Коридорите ќе ги прави, ќе ги гради, за разлика од другиве кои шајка не направија, овој за помалку, за една година 25 километри. Стварно ќе ги направат. Он сериозно е решен тоа да го направи. И кога он искача и вика, ќе правиме големи инфраструктурни, брз транспорт, решение, хигиена, нови автобуси, јас знам дека тоа ќе го направи. Затоа што Александар се покажа дека е некоруптивен, затоа што се покажа дека она што го ветува го прави. Трета работа, Александар, Министерството за транспорт и врски, главниот истурен теренаш е Коце Трајановски, бившиот градоначалник на Скопје. Мислите ли дека Коце нема да се ангажира да му помогне на Орце во остварувањето? Јас знам дека тоа ќе го направи. Затоа што е голем работник, затоа што е вреден, затоа што е чесен, затоа што не му лепат прстите исто како на Александар и затоа ќе успее. Уште една само да му честитам на Митко Јанчев, 70%. Тоа е, мислам, поарно да излегол и да ги тепал со шамари противниците. Но кавадарци знаат. А што знае кавадарци? Знае кавадарци за 10 години, за 2 мандата, што направи Митко Јанчев. Дека од една валкана провинција направи прекрасен град. Град, еден од најчистите градови на Балканот е Кавадарци. Така ќе биде и со Скопје. Едва и чекам Орце да стане градоначалник и првите 48 сати да видам миење, перење на улици, чистење на сметиш, онака како што правеше и во Кисела вода. Океј, за крај, моето дрско, само бендисано, од пред 2 месеци, честитање пред рука, што се вика, на Орце. Во јули месец. Јули месец ми е ова снимено. Јули 2025. Моментот кога Орце беше прогласен дека ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН, ја го снимив ова.
спротивно на правилата, прво наместо широката, Гроплан. Океј, малку сум возбуден и морам да кажам дека само неколку часови од како обзнанија дека Орце Ѓорѓиевски е кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје. Ја, еве, воредна, слушај ваму и прв да му честитам на Орце Ѓорѓиевски, новиот градоначалник на Скопје. Орце, честито, заслужено. Полека Јанко, некој ќе рече, па немој така, немој пред рука не збори, па малер, па чекај, ова е демократија, има процедури, знам. Океј, не ме гушите, ова си е мое. Јас знам дека ќе победи со акламација. Зошто? Прво погледнете колку граѓаните на кисела вода му дадоа поддршка. Како се гледа таа поддршка, еве, од изборите па навам. Видовте журките што ги направи, колку беа ама тоа се журки. Да, ама да ви кажам дека луѓето што не сакаат, па и намерно ги одбегнуваат, колку и да е тоа добро за нив. Не, народот сака, се дружи, затоа што он беше со нив цело време. Знам колку им помагаше, знам кога беа во криза, знам кога требаше помош. Со денови, ако требало и воредни часови, и саботи, и работеле, и администрацијата да им помогне. Замислете ве, 21 век, 2025 година, Орци им доделуваше имотни листови уште, вие уште сте у главата со пропагандата на претходната власт дека се е тоа завршено. Ништо не е завршено. Со прст нема мрдното, но Орце реши да биде добар градоначалник од народот. И стварно беше добар, и стварно направи доста работи. Од киното, до овој новиот голем меѓународен проект што треба расадник да го направи, светска работа. Се надевам дека ќе го направи. За Скопје доаѓаат подобри денови. За Скопје доаѓаат најдобрите денови евар. Се што му се случувало на Скопје наназад, некако доаѓа сега кулминацијата во моментот кога владата има огромна финансиска поддршка од Унгарија, од Обединетото кралство. Овие пари ќе бидат инвестирани во градот и сега. Нормално за транспорт ќе биде најмногу. Скопје болна работа е транспортот. Транспортот мора да биде еколошки, струја, вода, што и да е, само да не е нафта. Втора работа, да се направи таа гасификација, да се направат тие гасни централи мали, за да се грееме сите, за да се снабдуваме сите во градот со чиста енергија за греење, за да поевтини, за да можеме да луѓе, веќе, јас знам дека е презаситен градот, пренатрупан и така натаму, но што ќе правиш? Да фрлиме атомска бомба? Не, дај да видиме што можеме да го подобриме тоа. Оставите приказ на зеленилата. Уште 10 пати зеленила да стаиш, џабе, ако ова не го решиш. Потоа ќе се реши. Но Орце знам дека ќе го направи тоа. Зошто Орце толку ме радува? Знаете, моето најдобро искуство со градоначалник е Коце Трајановски. И викам, нема да се повтори човек како Коце. Вреден, посветен. Абе, 2 капки дожд, он е прв облечен со жутиот мантил, со чизмите до колена и трча кај што треба да се помогне. Бев грешка. Не е единствениот так. Орце е таков. Ја видовте ли реакцијата само на неговите колеги? Пази, нема дури и во други општини, и во самата партија си има некој ривалитет, знаеш, секој стака да бидејќи, пазете, втора функција во држава е председател на град Скопје, градоначалник на град Скопје. Милион луѓе имаш ти под свој. Не приказни, да. Милион луѓе се овдека доселени. Скопје е 700.000 официјално, неофицијално има уште 300.000 затоа што некој си тераше така математика. Океј, како и да е, инфраструктура, хигиена, загадување се клучните работи, мислам дека ќе бидат, не мислам, знам дека ќе ги направи, затоа што ова не е само заради него, не е само заради градот, ова е за опстанок не само за ВМРО ДПМН, ова е за опстанок на државата. Тоа сакам да ви го кажам. Дека сега веќе не е тоа во прашање. И прв пат тврдам дека тоа приказните со надпартиски кадри не функционираат. Имаше еден Трифун Костовски, видовме колку му беше чергата,
видовме и дури и со Ристо Пенов, кој беше партиски, па ККМ, видовме и со претходниот градоначалник кој реши да ја раскине коалицијата и соработката со владата и Скопје заради тоа стагнираше. Скопје не може само од себе, за себе, по себе да прави. Мора се тоа да биде во една синергија со сите структури во државата. А ВМРО ДПМН има огромен углед. Бутел, Гази Баба и председаци Митко Јанчев, човече, ја не знам, го преобрази тој град. Ние, овие последни 4 години, од оној урбан хаос во кој живееше Кисела вода, почна да наликува на сериозна градска населба. Сега замислете сите тие инфраструктурни работи кои треба да се случат. Стаклара која беше руина, кој беше ништо, почна да се прави. Тоа се работи на кои претходната власт не ќеше ни да помислиме, не ќеше ништо. Така што, добри работи. Орце, честито нека ти е, извини вака што зборам пред рука, што викаат, ама знам дека ќе биде така. Мора да направиш добри работи, мора да ги направиш многу брзо. Се радувам, мислам дека Скопје ќе го има најдобриот градоначалник на сите времиња досега. Која би била пригодна песна за вакво нешто? Дечки, дај да не се лажеме. Има само една песна која може да се испее за Скопје, која само за Скопје кое е руинирано крајно. А која би била таа? Што мислите? Која би била химната на Скопје? Која е химната на Скопје? Лепи сол као какао Скопје. Тарадам, тарадам, там, там, там. Мислиш? Не. Не купувам ја тоа. За мене Скопје е радост. За мене Скопје се децата. Ова ми е и одјавна шпица, уште еднаш. Честитки за Орце. Чао, чао.